И здраво, здраво. Добар ден дојдовте. Добар ден, јас да ви се представам прво, јас сум Каролина Насковска, наставничка во училиштето Димитар Македонски во општина Аеродром. Супер. Денес ќе се дружиме, вие брзо растете во емисиите и сега ќе видите 600 деление. Да, супер. Така е. И во оваа емисија ќе се запознаеме со сили и движење. Ова е, иако е тема во природните науки, ова е тема од физиката. Почнуваме веќе со физика, биологијата ја завршивме. Така. Дали имате, дали знаете, дали сте почувствувале некогаш некаква сила? Да, еве мојата сила сум ја почувствувал, многу сум силен. Многу си силен, Лука. На овој час ќе научиме што е сила, ќе научиме што е сила на гравитација, ќе научиме разлика меѓу маса и тежина. Ќе правиме разлика. И ќе научиме дека масата се мери во килограми, а дека тежината се мери во њутни. Еве силата на гравитација кога ќе скокнам, секогаш ме повлекува надолу. Те повлекува надолу. Има најразлични сили. Имаме, употребуваме сила кога буткаме камионче. Употребуваме сила кога моделираме пластелин. Кога отвараме врата. Врата, кога удираме зопката. Се тоа сила. И во тие случаи на сила, ние сме во директен контакт со предметите. Но има сили во кои што не сме во директен контакт со предметите, како на пример магнетот. Ако вие ги држите шеќињата, а Лука го држи магнетот, силата постои, но врската ја нема. Допирот го нема. Таквите сили ги нарекуваме во наводници невидливи. Таков пример е и со електростатската сила кај косата. Лука пред време ја кажа, еве сега ќе ја кажеме и гравитационата сила. Се што ќе пуштиме, паѓа на земјата под действо на гравитационата сила. Сега ќе се запознаеме со гравитационата сила. Ајде. Силата на гравитација постои меѓу се. Например, и меѓу вас двајца постои сила на гравитација. Помеѓу поголеми топки, постои помеѓу зградите на Джива Хиро Холдинг, постои помеѓу најголемите згради во светот. Но тие сепак имаат мала маса и силата не може да се измери, ниту да се примети. Да се види, тоа мора да се погледне кај многу големите небески тела, како што се Земјата, Месечината и Сонцето. Само кај тие големи небески тела гравитацијата доаѓа до израз и таа може да се измери. Например, гравитацијата на планетата Земја е измерена и изнесува 10 њутни, а на Месечината е 6 пати помала и изнесува 1,6 њутни. Дали тоа значи дека ние ќе бидеме 6 пати по-слаби на Месечината отколку на Земјата? Полесни ќе бидеме. Полесни. Да, нема да имаме толку тежина. И сите што се дебели на земјата ќе бидат слаби на Месечината. Исто кога сме во вода и кога пливаме во некоја море, тогаш се сеќаме многу полесни. Да. Еве вака, сега тука ќе го погледнеме светот без и светот со гравитација. Лука, на која слика е без гравитација светот? Без гравитација е на втората слика. И како изгледа се лебди, а на првата слика се влече кон центарот, значи силата на гравитација не влече кон центарот на Земјата. Земјината тежа или гравитационата сила не само нас на Земјата, туку влече се што е и во атмосферата кон незе со незината сила. Да, бидејќи Земјата има голема маса. Да, Земјата има голема маса, сите планети имаат голема маса и сега тука ќе објасниме легендата за Исак Њутон. Ја знаат сите, но уште еднаш да ја кажеме. Ова е легенда за научната приказна кога Исак Њутон пред нешто повеќе од 380 години седел во дворот во својата јаболкница, забележал како паѓа јаболкото и тогаш сватил дека постои некоја сила која што јаболкото точно вертикално го влече надолу и тој за прв пат ја именувал како сила на гравитација или гравитациона сила и од тогаш е истражувана од многу научници. Супер. Сега ќе научиме нешто многу интересно, односно да правиме разлика меѓу маса и тежина. Ние во секојдневниот живот овие две величини ги мешаме. Па за маса си кажуваме дека е тежина, за тежината си кажуваме дека е маса, но тоа не е ништо страшно, затоа што ние се разбираме меѓу себе. Но во физиката тоа мора да е стриктно определено, односно да се знае што е маса, а што е тежина. Дали вие имате представа да направиме разлика пред да почнеме да учиме што е маса, а што тежина? Па искрено во моментов не. Еве, на наредниот слайд, маса се сите оние чистички, субстанција и елементи од кои што е изградено нашето тело. И тоа е нашата маса. И таа маса ја има секое тело кое што го гледаме околу нас. Ако е телото многу големо, има голема маса, ако е телото мало, има помала маса.
да видиме како физичка величина со што се мери и ќе може Лука да одиш малку кај вагата. Можем. Вагата е всушност инструмент со кој што ја мериме тежината и ја изразуваме во килограми. Сега тука ќе измериме на вагата 2 портокали. Двата портокали ги ставаш во левиот таз. Само нека фати камерата. А во десниот таз ги ставаш сите тие текчиња кои што се наоѓаат пред вагата. Полека ги нанесуваш за да дојдеш до рамнотежа со што ќе се знае дека двата портокали тежат исто колку и текчињата кои што се од десната страна. И црвените ви се текчиња, тие се многу мали, се околу 5 грама. Сепак се битни. И многу се битни, да. Значи, нашите два портокали тежат некаде околу 480 грама. И тоа ќе го запамтиме, ќе оставиме вагата да се мери, да го објасниме ова што е тука на презентацијата. Значи, кога ќе ставиме портокали и јаболка на вагата, ние не ја мериме нивната тежина, тука ја мериме нивната маса. Што се тие содржат. Понатаму ќе видиме за новата физичка величина, а тоа е физичката величина тежина. Таа се мери со посебна направа наречена динамометар. Има најразлични динамометри, еве тука имам и на презентацијата, а можете да ги погледнете и на клупата. Најразлични динамометри. Тоа се направи за мерење на маса. На тежина, извинете, на тежина. И тежината се мери во њутни. Сега, едно тело кое што има маса од 480 грама, како што ние тука измеривме, овој е најубав, може да издржи, можеш да го сакачиш и да измериме колку во њутни ова сето е изразено. Значи, еве, може камерата фати. Значи, секој поделок си е половина њутон, излегува околу 4,8 њутни, што соодействува на 480 грама од тежината на... А Лука, што тука всушност го изврши истегнувањето на портокалите и тие добија тежина? Па федер мислам дека имам натре. А што го повлече надолу? Гравитацијата. На гравитација. Таа е разликата меѓу маса и тежина, се надевам дека. Да, навистина е точно дека многу луѓе ги мешаат термините. Да, но тоа во секојдневниот живот не е тоа толку многу страшно, бидејќи си се разбираме. Тежината е всушност производ меѓу масата која што ја има едно тело помножено со неговата гравитација. Со гравитацијата која што ја имаме на планетата каде што сме. Сега немаме на сите планети иста гравитација. Ако отидам на месечината, дали ќе имам иста маса и иста тежина? Ова тука на цртежот не е точно, за да видам дали претходно сме сватиле што е маса и тежина. Девојченцето кажува, ако тежам на земјата 30 килограми, на месечината ќе тежам 5 килограми. Дали тежината се изразуваше во килограми или во њутни? Масата беше во килограми, а тежината беше во њутни. Така да, таа треба да каже тежам 300 њутни на земјата, а 50 њутни на месечината. Но масата, каде и да отидете во вселената, на месечината масата ви останува иста. Масата е секогаш иста, а тежината не зависи од силата на гравитацијата. Значи, ако девојчето има 30 килограми, односно ако девојчето има маса од 30 килограми, ако отиде на месечината ќе има 30 килограми. Од 30 килограми. Разликата се јавува заради малата месечина. Месечината е 14 пати помала по површина, 50 пати по струк и 80 пати по тежина, по маса е помала од земјата. Самата овдека е табелата за маса споредена по планети. Ако масата на земјата ја земаме 1, гледаме дека Меркур има 0,06 маса, а Јупитер е најголем со 318. Ако сето тоа го преведеме во сила на гравитација, Меркур има 4, а Јупитер има 25. Математички како се рачуна тоа? Масата на телото, например, ако некој човек има 100 килограми, на Меркур ќе има 40, а на Јупитер ќе има 250 килограми. Тоа е разликата и тоа е и задачата на учениците за следниот час, да израчунаат ако отидат на Меркур, Јупитер, Сатурн и на месечината,
колку ќе тежат и колку ќе биде нивната маса, дали нивната маса ќе се промени или нивната маса ќе остане иста. Мислам дека ја разбрав разликата, што е маса, а што тежина. Јас имам едно прашање само за крај. Дали тоа значи дека ако на Јупитер таму имаше најголема, така? Да. Дали тоа значи дека ако на Јупитер имаме поголема сила на гравитација, тогаш ако скокнам, многу пократко ќе ми трае скокот? Да. И ќе ме повлече многу побрзо. Дури и не е можно да скокнеш. Не е можно. Не е можно. А онаму каде што е мала гравитацијата, како што е 1,6 на месечината, не можеш да се движиш споро. Туку подскокнуваш бидејќи нема доволно гравитација за да се задржи телото. Да, навистина е интересно. Супер. Да, и ова е супер домашна задача која што верувам дека ќе ја исполните уште веднаш. Така. Ние одиме со джингл и следува следниот час.